Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видеоизбор тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Климатските промени се во критична фаза, исто како и решеноста на луѓето дали ќе превземат нешто во врска со тоа. Овие промени се најголемата опасност со која се соочува човештвото и бараат заедничка акција како никогаш досега. Решението е јасно – светското стопанство да биде 100% базирано врз чисти извори на енергија. Справувањето со климатските промени е долгорочна борба. Неа ќе водат и нашите деца и затоа, како што велат експертите, не можеме да се откажеме само затоа што една конференција или самит нема да успее да резултира со брзо решение. Впрочем, самитот во Париз е и така замислен. Да го постави знакот за првиот чекор што може да се направи на долгиот и тежок пат. Тука во Париз можеме да му покажеме на светот што е можно кога ќе се здружиме и ги обединиме заедничките напори за една заедничка цел. И да нема сомневања, идната генерација не следи што правиме, изјави американскиот председател Барак Обама, кој призна дека неговата земја ќе треба да стори повеќе за да се откаже од енергијата која ја загадува атмосферата. Но таквата транзиција на стопанствата ќе чини пари и не е фер само најсиромашните земји да платат сметката. Затоа големите загадувачи треба да се согласат да платат најмногу, односно $100 милиарди годишно, за да им помогнат на земјите во развој во неопходната транзиција на нивните стопанства. Ни треба рамка од Обединетите нации која ќе не обврзува. Знаеме дека договорите се прават доброволно, но важно е да ги исполнуваме нашите ветувања, рече германскиот канцелар Ангела Меркел, што покажува дека лидерите по се изгледа ја научија лекцијата. Последниот пат кога меѓународните преговарачи се сретнаа за да направат нацрт договор за климатските промени, не успеа во тоа. Очекувањата од конференцијата во Копенхаген во 2009 година беа толку нереални што се покажаа како контрапродуктивни. Експертите веруваат дека обидот во Копенхаген на повеќето земји, богати и сиромашни, им нанесе штети што ги предизвика екстремните временски услови. Собирот во Париз нема да го реши проблемот. Нема дури да биде специфициран некаков план за да се задржи глобалното затоплување под 2 целзиусови степена, точка над која, според научниците, светот не смее ни да помисли да оди. Со оглед на сложената и поделена природа на меѓународните преговарачи, спогодба со која се предвидува детално и целосно решение не е реална цел. Но Париз, според експертите, може да го постави светот на патот да го спречи испуштањето штетни гасови во атмосферата, да изгради механизми за контрола на напредокот на земјите и да етаблира институции кои ќе ги притискаат владите во светот да преземаат се повеќе обврски. Резултатот би требало да биде ист како општата спогодба за трговија и царини, систем воспоставен по Втората светска војна за промоција на слободна меѓународна размена со постојани собини на земјите на преговори за намалување на трговските бариери. Опасноста на ваквите собирања е што може да направат климатските промени да личат како нерешлив проблем за другите. Вистината е дека тоа бара глобална координација. Затоа тоа веќе не треба да биде само национален или локален интерес. Постојат и невладини играчи, меѓу нив и верите, кои имаат клучна улога во помагањето да се изгради неопходната солидарност. Постои опасна тенденција, како во Австралија, Соединетите држави и Британија, климатските промени повеќе да се презентираат како приказна за загуби и жртви, отколку за потенцијални придобивки и за нови индустријски можности. Како и да е поминатата, оваа година според очекувањата ќе биде најтоплата досега, со што се зголемува ризикот за топлотни удари и за раст на нивото на морињата, поплави. Човештвото се соочува со многу опасности, но ниту една не е поголема од климатските промени. Тие имаат ефект врз зголемување на секоја опасност на нашето постоење. Во контекст на ова изјава на принцот Чарлс и оценката на домаќинот на Парискиот собир, францускиот председател Франсуа Оланд. Не можете да ставите борбата против тероризмот над борбата против глобалното затоплување. Тие се два големи светски предизвика кои треба да се надминат, бидејќи на нашите деца им должиме свет без тероризам и заштитен од катастрофи. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје.
Со промена на секојдневните навики, секој може да придонесе за намалување на климатските промени. Тоа беше и целта на кампањата што во изминатиот период во Македонија се спроведуваше со цел подигнување на јавната свест кај населението за оваа појава. Кампањата се одвиваше под покровителство на USAID. Климата се менува, од нас зависи, така е насловена кампањата на која работевте во изминатиот период. За што всушност се работи? Целта на оваа кампања, која што заврши сега на 17 ноември, се спроведе во рамки на 5 викенди во месец октомври и ноември, беше подигнување на јавната свест на кај локалното население за климатските промени и начините за справување со негативните ефекти од климатските промени во рамки на локалните заедници. Инаку мотото на оваа кампања беше човековото однесување во голема мера причинител за појавата на климатските промени и затоа сите ние со промена на нашите секојдневни навики можеме да допринесеме за нивно намалување. Посетивте 10 општини во рамки на овој проект. Како беше интересот? Колку луѓето знаат, се запознаени со што значи тоа всушност климатски промени? Локалното население на наше голямо задоволство имаме впечаток дека е се повеќе запознаено и свесно за климатските промени. Значи, климатските промени се реалност и ни се случуваат благодарение на активностите кои што се спроведуваат во рамки на овој проект. Значително е зголемена свеста кај локалното население за климатските промени и луѓето пројавуваат голем интерес за да дознаат нешто повеќе за начините за справување со негативните последици, на кој начин сите ние допринесуваме за појава на климатските промени и секако на кој начин сите ние можеме да допринесеме со промена на нашите секојдневни навики да се намалат нивните штетни последици. Значи, како на индивидуално ниво, нашиот впечаток е дека свеста се менува и на ниво на заедници, значи приватниот сектор е веќе се повеќе свесен за климатските промени, за потребата од намалување на емисиите на штетни гасови и примената на обновливи извори на енергија. Што може ние да направиме за да се спречат последиците, односно да ги намалиме тие последици? Повеќето луѓе ќе се согласат дека за намалување на климатските промени потребни се сериозни мерки, пред се на индивидуално ниво, меѓутоа и на ниво на држави, влади. Прво, на индивидуално ниво, секој од нас може со промена на нашите секојдневни навики како да допринесе за намалување на овие појави. Така, например, можеме да патуваме паметно, значи да го намалиме патувањето со автомобили за сметка на зголемено користење на велосипедот како основно средство. Да ги подобриме нашите навики за заштеда на електрична енергија, топлинска енергија, да го намалиме користењето на фосилните горива во нашето секојдневие за топлинска и електрична енергија за сметка на се поголемо искористување на бесплатните обновливи извори на енергија, да рециклираме, да ја намалуваме употребата на пакувања. Тоа се оние индивидуални мерки кои што може да ги превземеме, додека пак на национално ниво владите можете да превземат исто така сериозни мерки во делот на регулирање на транспортот, регулирање на се позголеменото неконтролирано урбанизирање на градовите за сметка на намалување на зелените површини кои што и како се потребни за апсорбирање на оние штетни емисии на стакленички гасови, управување со отпад и ред други мерки кои што можат да се превземат со цел да се намалат драстично да се намалат емисиите на штетни гасови и да се премине кон се поголема примена на обновливи извори на енергија.
Ја следевте видео темата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.